Почитувани пријатели, почитувани гости говорници, нашата вечерна трибина е на тема "Жените не се машини за раѓање". Изминативе 9 години ВМРО ДПМН и владата на Република Македонија упорно го наметнува прстот на осуда кон жените за намалувањето на наталитетот во државата, нивната еманципација за зголемување на разводите во државата, нивната обврска на нивните плеки за зачувување на македонштината, при тоа свесно обидувајќи се да ја истиснат жената единствено во нејзината биолошка функција. И затоа сме тука да кажеме, ние не сме машини за раѓање. Жените се работнички, политичарки, уметнички, научнички, докторки. Вечерва ќе поразговараме на различни теми со луѓе, наши гости говорници, кои што имаа долгогодишно искуство, работа со истражување и анализи, со политичарки, со кои што ќе кажеме гласно не на оваа свесна и лицемерна политика. Од една страна ви го ставаат товарот за зачувување на македонштината, од друга страна перфидно, лицемерно во буџетот ги кратат средствата за заштита на мајки и деца, средствата за заштита на репродуктивното здравје на децата, средствата за згрижувачките капацитети, односно градинките и така натаму. Но да не должам да ги представам моите гости и да почнеме по ред. Ке почнам по редот на седење. Дамјан Здравев е извршен директор на Реактор Истражување во акција. Магдалена Несторовска е координаторка на советничката група на СДСМ во Карпош. Нашата заменик председателка Радмила Шекеринска. Љатифе Шиковска е граѓанска активистка за правата на ромската заедница. И Драшко Костовски е програмски директор на ХЕРА. Почнуваме со Дамјан Здравев од Реактор. Дамјан ќе ни презентира дел од нивните истражувања на тема на баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот на жената и економската улога на жената во општеството, кога сме веќе кај платената и неплатената работа. Според анализите на Државниот завод за статистика, жените во просек дневно имаат 4 часа домашна неплатена работа. Тоа понекогаш може да биде помалку или повеќе во зависност од условите, во зависност од тоа колку деца имате и така натаму. А кога сме кај платената работа пак, и таму има разлика помеѓу мажите и жените. Кај вработените со основно образование, жените земаат и до 40% помала плата од мажите исто така со основно образование. Исто и овој тренд е негативен и во делот кај вработените со средно образование, односно жените со средно образование земаат за 20% помала плата од мажите исто така со средно образование. Дамјан, повели. Благодарам, Маринела. Здраво на сите. Многу ми е мило што во овој камп конечно имаме дебатата за родова еднаквост, особено заради силната улога на жените во протестите кои што се случуваат во изминативе неколку месеци. Бевме сведоци на водечката улога на жените во протестите во Македонија, не само во последните неколку месеци, туку и претходно. Тоа особено се истакна на протестите на 5 мај, па и понатаму, и се надевам дека тој тренд на изедначување на мажите и жените во општеството и во сите општествени процеси ќе продолжи понатаму. Ќе зборувам за економската состојба и статусот на пазарот на труд на жените, како и потребата за балансирање на приватниот и професионалниот живот, како еден од основните предуслови за намалување на родовиот јас. Во македонското општество е далеко уште да зборуваме за родова еднаквост. Имаме многу пат
да го намалиме огромниот родов јаз кој што постои. Така што јас би започнал со неколку кратки податоци за образованието и за статусот на пазарот на труд на жените, па потоа и со неколку препораки ќе завршам како би можело тоа да се промени. Ако тргнуваме од претпоставката дека образованието е основен предуслов за успешност на пазарот на труд, ќе видиме дека во македонските услови таа претпоставка ни е погрешна, затоа што во секој сегмент од образованието има поголем број на жени отколку мажи. Продноста во основното и во средното образование е нешто помала, меѓутоа веќе од продноста од средно спрема високо образование е поголема. Тоа завршува со податокот дека имаме 7% повеќе жени магистри и 7% повеќе жени доктори на науки отколку мажи. Наспроти тоа, во академскиот кадар во високообразовните институции доминираат мажите, додека таа доминација на раководните позиции е многу повеќе изразена. На државните универзитети нема универзитет на кој што повеќе од 20% од раководните позиции ги имаат жени. Основните податоци кои што се важни за економската состојба и за економската благосостојба се оние за вработеноста, стапката на вработеност и стапката на неактивност. Па така ако околу 50% од работоспособните мажи се вработени, за жените тој процент изнесува 32%. Она што е многу позагрижувачки е стапката на неактивност, која што кај жените е 63%. 60% од работоспособните жени се неактивни, тоа значи дека ниту работат, ниту пак бараат работа. Во овој контекст е важно да се истакне податокот кој што го напомена Маринела, а тоа е времето кое што го поминуваат на домашните работи и на домашните активности. И сега, системската дискриминација на пазарот на труд и на вработувањето на жените постои. Истражувањата покажуваат дека жените потешко доаѓаат од работа. Еден од основните проблеми со кои што се соочуваат, особено во приватниот сектор, кој што игра многу значајна улога, се прашањата дали се мажени и дали планираат да раѓаат, што се тесно поврзани со социјалната заштита и со нивната подложност на дискриминација на пазарот на труд. Политиките кои што постојат во Македонија и законските решенија дополнително придонесуваат за таа дискриминација, бидејќи на пример во последната стратегија за родова еднаквост одвоени се 15.000 евра за спроведување на истата во 2015 година, а во последната стратегија за вработување во Република Македонија жените не постојат како посебна категорија, посебна маргинализирана група. Постојат младите, кај кои што стапката на невработеност и на неактивност е исто така многу висока, меѓутоа жените не се посебно издвоени. Дали се работи за работодавачи, дали се работи за предприемачи, дали се работи за земјоделци и за вработени, во секоја категорија на пазарот на труд која што носи економска добивка, жените се драстично помалку застапени од мажите. Единствената категорија во која што жените ги имаат 3 пати повеќе од мажите е неплатени семејни работнички. Она што е многу важно да се истакне е дека традицијата не е единствениот фактор кој што влијае на ова. Кај нас основната претпоставка е дека жените се дискриминирани, бидејќи живееме во патриархално маскулинистичко општество. Да, живееме во такво, но институциите на системот се оние кои што треба да предложат мерки и решенија кои што би го намалиле влијанието на традицијата. Во западните земји исто така постојат традиционални средини, тоа се патриархални средини кои што се исто така конзервативни, но сепак уделот на жените во сите општествени сегменти е многу позначаен и многу поголем. Она што мора да се направи за жените да бидат еднакво третирани на пазарот на труд и да ги имаат истите можности за вработување и за заработување како мажите, се системски решенија кои што нив ќе им овозможат поголема флексибилност. Биолошката улога на жените да бидат мајки никој не ја негира, нити пак ја оспорува. Но таа изискува одредени привилегии кои што жените треба да ги добијат за да го имаат еднаквиот третман како и мажите.
Прво е секако улогата на мажите во домот и тие мораат да преземат поголеми одговорности, а за тоа да се случи потребно е решение кое што да речеме покрај породилното отсуство, кое што на жените им е 9 месеци, би требало да го гарантира платено породилно отсуство и на мажите. Веќе постојат емпириски истражувања кои што покажуваат дека улогата на таткото во формативните години на децата игра исклучително значајна улога, го подобрува развојот на детето и дополнително влијае добро на економијата затоа што отвара работни места на жените и на тој начин се постигнува баланс и се постигнува поголема економска активност. Она што е многу важно да се постигне е на жените да им се овозбуди флексибилно работно време, да се овозможат флексибилни работни позиции, да се гарантира плаќањето на породилното отсуство, но и тоа плаќање на породилно отсуство да биде редовно. Секако, постојат механизми како на пример приоритизирање на фирмите кои што учествуваат во јавните набавки, кои што во своите политики, во своето делување, во својата работа имаат родова еднаквост. Жените во приватниот сектор се дискриминирани не само со учеството, туку и со нивното учество на раководни позиции. Тоа е така и во јавниот и во приватниот сектор. Тоа е глобален тренд, меѓутоа во останатите поразвиени општества се воведуваат вакви мерки кои што овие компании кои што имаат посериозна родова застапеност ги привилегираат на јавните набавки, а исто така се воведуваат и лиценци и брендови кои што ги истакнуваат и наградуваат фирмите и компаниите кои што имаат по голема родова застапеност. Грижата за децата е една од основните причини зашто жените не се вклучени и се неактивни. Тоест не се вклучени на пазарот на труд и се неактивни. Ако целта на Европската унија е до 2020 година опфатот на градинките на децата во предшколска возраст да биде 25%, во Македонија тој опфат во моментов изнесува 26%. Да биде трагедијата поголема, реалниот капацитет на институциите кои што овозможуваат предшколско образование и предшколска грижа е 16%. Значи постои сериозна пренатрупаност, квалитетот на услуги кои што тие деца таму го добиваат е многу помал и повторно се одразува на мајките кои што мора да го надокнадат тој недостаток. Од тој аспект инвестициите во тие предшколски, во тие институции се неопходни, но тоа не значи дека нужно ние мораме да изградиме повеќе градинки, меѓутоа мора да се овозможат услови кои што ќе ги либерализираат кои што ќе го либерализираат пазарот на давање на услуги во предшколска возраст. Тоа да речеме би било лиценцирање на домашни воспитувачи кои што тие услуги би ги давале дома, промовирање на компании, помагање на компании кои што тие услуги ги даваат во рамките на нивните капацитети, но и префрлање на предшколските институции од социјална заштита во образовниот систем. На тој начин ќе може таа предшколска грижа да им се дава на децата во училиштата кои што де факто имаат повеќе физички капацитет од градинките. Ќе завршам бидејќи ми изминува времето со достапните услуги во поглед на сексуалното и репродуктивното здравје. Ова се разлета. Она што исто така е многу важно за жените да можат да се вклучат на пазарот на труд и воедно да бидат мајки, што е исто така неопходно бидејќи наталитетот е важна гранка на која што мораме да работиме, е достапноста на тие здравствени услуги. Според истражувањето на ЕСЕ кое што е спроведено од 2011 година, само 25% од жените во Македонија имаат пристап до гинеколошки услуги во близина на нивното живење. 70% користат превоз за редовни прегледи, додека помалку 1/4 од жените практикуваат редовни гинеколошки прегледи во првата временост заради оддалеченост и недостаток на финансии. Љатифе ќе може да зборува повеќе за тоа, меѓутоа Шутоа Ризари, една од поголемите општини во Скопје, нема редовен гинеколог. Тој што го имаше беше обезбеден од граѓанските организации. Значи социјалната заштита, здравствените услуги, но пред се овозможување на балансирање на професионалниот и приватниот живот и економско зајакнување на жените се условите кои што мора да се подобрат за да дојдеме до одредено намалување на родовиот јас. Претпоставувам дека ќе има прашања и ќе се развие дебата, па ќе можеме да зборуваме и за многу други податоци кои што ги имаме овдека. Благодарам. Благодарам и јас.
Инаку, кога сме веќе кај податокот дека има 7% повеќе жени магистри од мажи магистри, интересно е дека мажите магистри заработуваат за 20% повисока плата од жените магистри. Како и да е, наредна ќе ја слушнеме Љатифа Шиковска, која што е граѓански активист за унапредување на правата на ромската заедница. Жените ромки се соочуваат со двојна дискриминација. И како припадници на ромската етничка заедница и како жени. Јас на една трибина слушнав многу потресни сведоштва од жени ромки самоохрани мајки, кои што едноставно се невидливи за системот. Немаат лични документи, нивните деца не можат да посетуваат образование бидејќи и тие немаат лични документи, не се вработени, не примаат никаков вид на социјална заштита, немаат здравствено осигурување, значи едноставно комплетно социјално исклучени. Мислам дека генерално е мислењето дека ромската декада воопшто многу малку или воопшто ништо не направи за унапредување на генерално на правата на ромите, но мислам дека уште поголема жртва е и жената ромка. Повели Љата. Благодарам Маринела. Даде добар вовед во она што следува во однос на она што сакам да пренесам на нашите сограѓани во однос на ромското прашање генерално во Република Македонија, а особено ставен акцент на жената ромка, која за жал секојдневно е дискриминирана од аспект на општественото живење, од аспект на секој сегмент. Би се навратила, бидејќи спомна Маринела во однос на декадата и стратегијата, таа фамозна стратегија и декада беше подпишана 2005 година од страна на владата и до крајот на оваа година таа веќе ќе заврши. Но што е постигнато и што е направено? За жал, оваа декада и стратегија наменета за ромите не донесе скоро никакви промени во однос на состојбите и проблемите со кои се соочуваат ромите во нашата држава. Напротив, таа створи многу конфузија и кај самите роми и кај неромите, бидејќи многумина мислеа дека тоа се многу пари, постојано само ромите се поддржуваат, но според мене таа е една фарса која за жал овие пари наменети за декада на ромите завршија во организирање на конференции, семинари, средби, правење на стратегии, акциони планови во различните области. Таму завршија сите тие пари, а состојбата на ромската заедница воопшто не се промени, ниту пак видовме некои видливи промени. Спомна Маринела во односи на двојна дискриминација врз жената ромка. Јас бев една од нив, која беше двојно дискриминирана и по основна етничка припадност и по основна пол. Се случи еден конкурс 96 или 97, мислам дека беше. Иначе јас сум по професија дипломиран професор по физичко образование и култура и за жал денес не сум вработена. Меѓутоа, ете, се што работам во животот, но не и во мојата област. Конкурирав на тоа училиште, се пријавивме доста колеги колешки. Конкурсот заврши, излезе на видело дека се примени двајца мои колеги од друга етничка припадност, а јас не бев примена, така да после тоа јас правно си постапував, поднесов тужби до судот, го добив тој спор, меѓутоа ништо не промени. Што се однесува до обичната жена ромка и нејзината партиципација во општественото живење, особено во политичките процеси. Морам да ви кажам дека за жал состојбата на жената ромка секојдневно е влошена. Значи, таа не е тешка, таа е алармантна и ние се обидуваме како граѓански активисти и невладини организации да алармираме до надлежните институции кои имаат обврска едноставно како за сите, така и за жената ромка да направат нешто, да направат некои видливи промени, меѓутоа за жал сето тоа останува како заложба или се прави многу малку. Ние сите денес сме сведоци дека жената ромка секојдневно ја гледаме низ улиците на Скопје како со потесното семејство оди да собира материјални, секундарни материи, пластични флаши, картони, железо,
се со цел за да може да преживее. Затоа што социјалната парична помош изнесува негде во просек околу 3000 динари и на некој начин тоа е скоро ништо за да може едно семејство да преживее. Ако зборуваме во делот на вработување, обично велат за нас, па ете вие ромите немате соодветни образованија, немате стручност и не знам што. Мислам дека тоа е само изговор. Мислам, јас сум еден пример, 85-та дипломирав и ден денес сум невработена, ромка сум. Тоа не држи, затоа што вработеноста кај жената ромка можам да кажам дека е на нула. За жал, жената ромка се уште се снаоѓа, работи приватно се и се што. Вие сте сведоци дека и вашите домови исто доаѓаат да ги чистат. На пазарот на шуторизари, за жал, повеќе гледаме жени кои и кога е топло и кога е ладно, тие се на тезга за да можат да продадат нешто и за да можат да преживеат, но за жал генералната состојба во Македонија е толку загрижувачка што на некој начин порано доста луѓе доаѓаа во шуторизари да купуваат. Меѓутоа сега пазарот во шуторизари е празен. Значи и нашите сограѓани нема, сиромаштијата си го прави своето. Во делот на здравието на жената ромка, што да ви кажам, Марела веќе кажа дека во шуторизари повеќе од 10 години немаме гинеколошка ординација за жал, а во шуторизари живеат повеќе од 15.000 девојки и жени, од кои 8.000 од нив се во репродуктивно здравје. Значи, жената ромка не знае што е матичен лекар гинеколог. За прв пат се соочува само при процесот на породување во клиниките. И за жал тоа носи други последици и по жената и по бебињата. Се почесто во однос на смртноста кај бебињата во овој период, последниве 5 години, е зголемено. Децата се раѓаат со одредени аномалии, така да мислам дека би било убаво таа гинеколошка ординација што поскоро да се отвори, бидејќи така би се смалиле и трошоците во однос на лекувањето понатака, кои се последици на оние аномалии со кои бебињата и мајките се соочуваат. Што се однесува до лицата кои немаат лична документација, ете така наречени фантоми, популарно ги викаат, за жал надлежното министерство вели дека тие лица се некаде околу 530, но ние како невладини организации велиме дека тој број е значително поголем, затоа што за жал надлежните институции немаат регистар направен со дата база на вистина колкава е бројката на овие лица кои немаат лична документација. Ние имаме случаеви каде што генерации наназад не се пријавуваат, да речеме бабата, па незините деца, па децата на тие деца, така да имаме 3 генерации кои ни се без лична документација и секако дека овој процес ние го отворивме и ќе го тераме до крај, меѓутоа за жал оди многу споро. Значи ние кажуваме дека негде околу 3000 до 3500 се овие лица. Овие лица се фактички скроз, значи социјално исклучени од системот на нашава држава, едноставно се невидливи, значи тие нема никакви права. Никакви права. Така да навистина нивната состојба е многу лоша, бидејќи јас сум секојдневно со нив. Јас сум лице кое нема да го видите во канцеларија, јас едноставно од 8 до 10 сати сум постојано на терен и само на терен и оперативно во однос на линкот меѓу целната група со која работиме и институциите. Институциите, верувајте, веќе не сакаат ни да ме видат, меѓутоа ќе продолжат да ме гледаат се додека не третираат и нас, се додека и ние не добиеме еднаков третман како и сите останати. Од тоа нема да отстапуваме, баре јас за себе си знам. А што се однесува до останатите проблеми во однос на образованието, точно е тоа дека се направи мал напредок во однос на образованието на ромите, меѓутоа верувајте, уште многу деца ни се надвор од образовниот систем и ние ќе се бориме заедно со институциите
и тие да добијат шанса, и тие да бидат вклучени во образовниот процес, затоа што јас секогаш велам, ако сакаме да промениме нешто во ромската заедница, само образование, образование и образование, бидејќи само на тој начин ќе можеме ние да си го подобриме животот, да бидеме корисни и за себе и за нашата држава, да придонесеме и ние за развој и просперитет на оваа држава како и сите други. Доколку има прашања, ви стојам на располагање, можеби нешто испуштив, но времето не дозволува. Благодарам, Љатифа. Образование, еманципација и општествена акција. Веројатно ќе биде одговорот на проблемите со кои што се соочуваат жените, но особено жените ромки. Магдалина има интересна тема за дискусија, тоа е жената во локалната самоуправа или во локалната политика. Има една интересна споредба. Денес во Македонија има 4 градоначалнички, а во 92-та година во првиот парламентарен состав имало 4 пратенички. Значи без афирмативна акција во изборен законник можеме да заклучиме дека свеста во македонската политика не еволуирала многу. Магдалина, повели. Благодарам, Маринела. За разлика од претходните говорници, јас нема во дискусијата да се осврнам на многу податоци, на многу статистички показатели кои што сами по себе даваат одредена слика за состојбите. Ќе се осврнам повеќе или ќе зборувам повеќе за мојата лична импресија од аспект на советник во локалната самоуправа, а истовремено и во единица во локална самоуправа, а истовремено и жена. Она што ќе го зборувам не е исклучиво моја лична импресија и не е исклучиво мој личен заклучок или согледување. Најголем дел од тезите за кои што ќе зборувам се претходно усогласени, разговарани со моите колешки советнички во единиците на локалната самоуправа, со моите колешки во општината Карпош советнички, така да се надевам дека тоа ќе пробуди интерес кај сите вас, заради тоа што се работи за една интересна тема. Зошто интересна? По моје лично мислење, а долго време сум веќе во политиката, по моје лично мислење, еден од најјасните знаци преку кои што се мерили, најјасните индикатори, преку кои што можете да го измерите степенот на демократизацијата и на инклузијата, на вклученоста на жените во јавниот живот, е незиното вклучување во процесот на носење на одлуки кои што имаат директни импликации врз незиниот живот. Значи, ако жената не е во улога на носител на одлуки, за прашања кои што се од директен интерес за нејзиниот секојдневен живот, тогаш многу малку може да се зборува за каква би била незината вклученост во понатамошните нивоа на политичко одлучување. Моето мислење е дека квотите ја оправдаа својата улога. Ја оправдаа затоа што една многу мала мини анализа на вклученоста на жените советнички во едниците, односно во советите, покажува дека бројот е драстично зголемен. Пред донесувањето на законот за квоти изнесуваше некаде едноцифрен број, околу 7-8%, да се зголемува на 20, 17, па 22, па 29% и денес 30%. Меѓутоа, кога зборуваме за застапеноста на жените советнички во советите, процентот е далеку поголем. Меѓутоа, тоа не е случај со застапеноста на градоначалничките. Вкупно имаме 4 градоначалнички на последните избори
во Република Македонија. Се работи за една интересна анализа и се поставува прашање зошто многу малку имате кандидати за градоначалнички. Во главном не само кандидати за градоначалнички, имаме малку и председатели на совети во единиците на локална самоуправа. Имаме исто така многу малку застапеност на жените на раководни функции во единиците на локалната самоуправа. Долго време меѓу луѓето постои еден стереотип дека министерствата, особено оние машките министерства кои што вообичаено ги нарекуваме машки, имаат поголема доминација на мажите за сметка на жените. Меѓутоа, моето истражување кое што се базираше на податоците кои што ги направиле неколку институции покажува дека општините представуваат едни маскулинизирани јадра, кај што најчесто, во најголем број случаеви, имате градоначалник и имате раководни функции кои што се исто така мажи. Во такви услови е многу тешко жените да се наметнат во процесите на носење на одлуките и како советнички, меѓутоа и како раководни фактори во самите општини. Според би се навратила повторно на квотите и на нивната успешност во однос на статистичките показатели. Меѓутоа, сакам да ве навратам на еден податок. Обично луѓето кои што не се доволно родово сензитивни ќе ви речат да, имате 30% жени, останатите се мажи. Советници, зборуваме во советите. Меѓутоа се поставува прашање колку се тие квалитетни. Сакам да ве вратам на една анализа, односно да го свртам вашето внимание на ова прашање. Дали некогаш сте се сетиле, дали се сеќавате, дека се поставило прашање колку од овие 60%, односно 70% мажи советници се квалитетни? Никогаш. Обично се поставува прашање колку од овие 30% жени се квалитетни и колку го на некој начин оправдале своето присуство како советнички. Ние сме 50, односно половина од се во оваа земја како популација. И има една многу интересна максима која што ја користеа во кампањата, во една од кампањите Социјалдемократскиот форум на жени на Хрватска. Велеше пола земја, пола небо, пола моќ. Во 50% жени популација имате исто така паметни, интелигентни, просечно интелигентни, исто како што имате во 50% популација машка. Така да не држи споредбата колку од овие жени се квалитетни, односно колку се родово сензитивни. За мене, како советник во локалната самоуправа, е многу битно да имате родово сензитивни мажи, исто колку што е неопходно да имате родово сензитивни жени. Само така можете во единиците на локалната самоуправа да наметнете теми кои што се родово одговорни или теми кои што ќе го подобрат се родово сензитивни, односно ќе го подобрат животот на жените во единиците за локална самоуправа. Имаме повеќе примери од различни земји, меѓутоа и од нашата земја, кои што говорат за тоа дека жените и мажите имаат различно животно искуство. И според тоа различно ги перцепираат работите и имаат различни потреби. Меѓутоа, родово сензитивните советници и мажи и жени би успеале да на навидум теми кои што не се родово сензитивни, со загребување на површината на оваа тема, го откријат вистинскиот лик
односно вистинската суштина на темата, дека се работи за тема која што е родово сензитивна. Например, да речеме, пред известно време наидов на еден податок дека во одредени рурални средини одредена институција сакала да донира, односно да помогне во подобрувањето на животот на таа рурална средина. И луѓето организирале повеќе пати состаноци со граѓаните од селото, на кои што разговарале за тоа што им е потребно за да се подобри животот. И затоа што на состаноците доваѓале исклучиво мажи, донаторите добиле впечаток дека единствено нешто кое што е потребно во таа општина е пат. Затоа што мажите возат трактори, возат возила, коли и така натака, и нив им е потребен пат. Со оглед на тоа што постојано им повторувале во секоја заедница дека ни е потребно пат, донаторите побарале да разговараат и со жените, заради тоа што исклучиво било присуството на мажи на овие состаноци. Со оглед на тоа што жените не доваѓале на состаноците, им отишле по домовите. И таму жените им кажале во еден глас дека она што е најнеопходно во таа средина, во тоа село, е вода. Значи во селото нема вода. Меѓутоа тоа го чувствуваат жените како приоритетна потреба многу повеќе од мажите. На мажите поголем проблем им е патот. Сакам да кажам дека ова е навидум чувство и сенс на донаторите за родово сензитивни потреби на една средина. Истото тоа се случува и истото тоа треба да постои како сенс и чувство на сите оние кои што се вклучени во локалната политика и кои што ги носат одлуките во советите. Меѓутоа, да не прекорачувам. Меѓутоа, сакам да направам една споредба за тоа дека многу е тешко да имате родово сензитивни луѓе кога имате родово несензитивна власт. Во оваа држава, појдете во плоштадот, прошетете го Скопје 2014 и сега на прв поглед на колку ви текнува споменици на жени. Значи мене ми текна само на шмизлата и на доилката што го дои бебето на кај фонтаната кај црквата. Значи не сакам да се такмичиме со една небулоза, со една глупост во спомениците да ги броиме. Затоа што во оваа држава повеќе пари се дадоа за леење коњи отколку за решавање на прашања кои што се од интерес на подобрување на животот на жените. Јас ќе завршам, можам многу да зборувам, и од аспект на моите лични искуства, како советник во општината Карпош, обидите да бидат замолчени жените што ја кажуваат вистината, особено за тоа како се трошат парите, кои што можат да се искористат и да се употребат за подобрување на животот на жените. Меѓутоа, се надевам дека дека ќе има прашања и понатаму ќе се вклучиме и понатаму ќе се вклучам во одговарање на прашањата ако покажете интерес за тоа. Благодарам. Благодарам. Беше интересен овој пример со патот и со водоводот и мислам дека тоа се реални потреби и навистина не во сите секојдневни животни теми на прв поглед не наоѓаме родова сензибилизираност, но докаде одат дури и швеѓаните. Тие нашле дека треба да има родова сензибилизираност дури и во чистењето на снег. Имено направиле анализа дека најголем број на скршеници на раце, нозе, колкови во сезоната кога има најмногу врнежи од снег, има на жени и деца. Направиле анализа како се приоритетите при чистење на снегот.
како прво одат најголемите сообраќајници, па помалите сообраќајници, па дури на крај се тротоарите. Направили и анализа на трошоците кои што ги прави здравствениот систем за лежење во болница, за лекување на овие жени и деца и дошле до едноставно решение, дека треба да го сменат приоритетот на чистење на улиците, односно на сообраќајниците и тротоарите. Дека жените и децата најчесто одат пешки и затоа имаат и најмногу скршеници. А дека бројот на сообраќајни незгоди со возило, со автомобил, при пат со снег е несмразмерно помал отколку луѓето кои што одат пешки. Пак ги смениле приоритетите. Најпрво ги чистеле тротоарите до училиштата, до болниците, до државните институции, потоа главните сообраќајници, па после помалите сообраќајници. Сакам да кажам дека потребно ви е волја, потребни ви се податоци и информации, ако сакаме да водиме родово одговорна и родово сензитивна политика. Нареден е Драшко Костовски од ХЕРА. Драшко ќе зборува за законот за абортус и за репродуктивните права. Имавме, мислам дека дури на нелегален начин го донесоа во собрание законот за абортус. Тие прекршија неколку внатрешни правила кои што се во рамките на собранието за начинот на кој што го донесоа законот, а да не збориме за целата таа пропаганда која што е немилосредна кон жените. За тоа дека се користат погрешни и лажни податоци во таа кампања, дека се обидуваат со религиозни вистини да побијат медицински и научно докажани вистини. Драшко, повели. Добар ден на сите. Македонија следниот месец ќе треба да одговори пред Комитетот за човекови права зошто го донесе овој закон во Женева на ваков начин. Меѓутоа ќе видиме како тоа ќе излезе. Би ве повикал да размислите дали 2006 година знаевте што се тоа репродуктивни права. Луѓето кои што се бават со човекови права велат ќе дознаеш што е човеково право во оној момент кога ќе го изгубиш. Македонија од 2006 навака, да не претарам, од 2009 навака дозна што се тоа репродуктивни права. Значи дознавме што е ограничување на абортус, дознавме дека два министри за образование рекоа не за сексуално образование во Македонија, дознавме министер за здравство кој што кажа дека Македонија може да размислува за орална контрацепција дури по 2020. Имавме закони со кои што се интервенира во одлуката за бројот на деца во семејствата, имавме обид со еден закон да се проблематизира плаќањето за трудничко отсуство и така натаму и така натаму. Законот за абортус е само врвот на оваа кампања. Ние сме соочени со една кампања за промена на вредности. Ние имаме цивилизацијски усвоени вредности во кои што жената во ова општество, далеку од тоа, се согласувам со Дамјан дека ние сме постигнале родова еднаквост, меѓутоа жената во одминатиот режим и во развојот, културен развој на оваа нација, вредностите жената да биде самостојна, да работи, да донесува одлуки беа усвоени. Кампањата која што тече, која што не се однесува само на абортус, само сетете се на изјави од религиозни лидери, политичари, министри, интелектуалци, дека жената беше обвинета за разводите, беше обвинета за малиот број на деца, па дури и за семејното наследство. Многу била самостојна, многу бркала кариера, па го иритирала мажот. И исто така имавме и отворена изјава од премиерот, кој што кажа дека ние не треба да се бавиме таму со некои женски родови прашања, туку треба да се фатиме со семејството. Ја не знам дали на некој му удри во глава некоја идеја дека ако жената седи дома и чува деца, можеби отпорот и кон или гневот на народот заради невработеноста ќе се намали. Може, не знам. Но како и да е, да се вратиме на законот за абортус. Значи абортусот е многу тешка тема да се разговара кај секој од нас. Тоа е се уште стигматизирана тема, не е пријатна тема. Никој не сака абортус. Затоа и тука беа најсилно удрени женските права. Да видиме кампањава. Значи имаме 6 спотови. Имаме само една девојка. Значи станува збор за кампања за намалување на последиците од абортус кај кого? Кај мажите? Кај жените? Ама имаме сите други се мажи. Богати, сиромаси, стари, млади. Не баре се испраќа една порака кај мажите дека треба да го зауздаат семејството дома, да не дозволат абортус и да имаме повеќе деца. Знаете дека
спотовите ги гледавме за време на религиозни празници, за Божик, ги гледавме за време кога настапуваше нашиот национален спортски тим. При тоа, како и многу од другите кампањи, имаме проблем со парите. Значи, оваа кампања само во 2009 година чинеше 600.000 евра. Ако го помножиме тоа со овие 5-6 години, тоа се значи нака 4 милиони евра. А при тоа програмата за заштита на мајки и деца на годишно ниво чини 160.000 евра. Сега, ги оптужуваме жените, а од друга страна никој не спомена сиромаштија, невработеност, никој не спомена малку градинки, никој не спомена дека од земјава си одат луѓето поради лоши услови, никој не спомена лошо сексуално и репродуктивно здравје, лоши гинеколошки услови. Законот за абортус кога се смени, практично луѓето не знаеа дека имаме закон во Македонија. Се пак се враќам на првата поента. Новинарите и стручните лица не знаеа дека постои таков закон, затоа што правото за абортус во Македонија беше природно право, како насушно право, како воздухов што го дишаме, без никакви ограничувања. Законот е донесен в 70-тите години, првиот 74-та, последниот 76-та, од причини поради поврзани со здравјето на жената. Значи голем број на жени барале и добивале абортус во нестручни и небезбедни услови. Имало голем број на здравствени проблеми и број на смртни случаи. Затоа бил донесен закон. Овој закон треба да се смени. Тоа е стар закон, треба да се унапреди. Сдруженијето на гинеколози побара и даде предлози законот да се унапреди во согласност со протоколите. Знаеме дека нашето Министерство за здравство носи протоколи на медицина заснована на докази, ама кога се стана збор кај законов за абортус, некако доминантна беше идеологијата. Идеологија според која што некоја проста математика мислам дека дете од 5 години ќе му стане јасно дека ако демек го намалам бројот, го ограничам абортусот, ќе го намалам бројот на абортуси, ќе се родат повеќе деца. Не, тоа не оди така. Сите овие работи Дамјан што ги кажа се клучни и се однесуваат на социјалните услови. Значи не е тоа проста математика. Кои ограничувања ги направи новиот закон? Првенствено имаме основно жената треба да поднесе барање до клиниката за да и се направи абортус. Тоа е единствена медицинска услуга за која што македонскиот граѓанин плаќа, а треба да побара одобрение од државата. Второ, 3 дена чекање. Трето, задолжително советување. Светската здравствена организација е децидна. Чекањето и задолжително советување во кое што на жената треба да се покаже слика од фетусот и срцебиење на фетусот е само мачење за жената, пролонгирање на одлука која што таа веќе ја донела и практично нејзино деградирање и подценување во смисла на тоа дека таа не може самостојно да донесе одлука, па мора да се замеша државата. Имаше уште еден член во кој што партнерот треба да биде вклучен, меѓутоа тој не помина, и еден многу страшен член. Значи казните за лекарите се драконски. 50.000 евра, 3 години затвор. Затоа и овие лекари од страв, од идеологијата и од овие казни, оставија 4 жени да останат и да чекаат до 6 дена во различни случаи со мртов плод, плод со малформација или плод кој што секако нема да го преживее раѓањето. Значи имаме евидентирано 4 случаи на жени кои што практично поминаа низ еден вид на тортура, знаејќи дека во себе носат мртов плод, а требаа да чекаат комисии, требаа да чекаат советувања и одобрувања. Иако во законот член 13 вели дека во вакви случаи абортусот се спроведува веднаш. И сега замислете таа позиција на тоа медицинско лице кој што се вика јас подобро да не објаснувам преку некои административни постапки, нека женава нека си чека. Така што репродуктивните права во Македонија се нарушени, има кампања со која што треба да ги промениме. Нашиот став за улогата на жената во општеството и ние тоа мораме да го сопреме. Ако до 2009 година ние зборувавме за имплементација на стратегии и за одење напред кон родова еднаквост помеѓу мажите и жените, што да сториме,
Од 2009 ние почнавме основните принципи на тие стратегии да ги укинуваме. Ние зборот секс веќе тешко можеме да го употребиме во некоја национална стратегија. Така што, она што една идна структура, една идна владеачка структура треба веднаш да го превземе, е промена на овој закон со една широка расправа, без итна постапка, пошто овој беше донесен преку итна постапка, за да се смени комунистичката терминологија. Тоа беше првата основа, а после тоа беше за да се спаси здравјето на жената. Ама ние уствари направивме последици за овие 4 жени кои што ги спомена. Тоа се последиците од абортус. Абортусот е една од најбезбедните интервенции. Не постојат последици. Светската здравствена организација тоа го потврдува. А ние упорно ги советуваме жените и трошиме пари на кампањи за последици од абортус. Значи законот треба да се смени, да се прилагоди кон медицински протоколи, кои што се препорачани од Светската здравствена организација, да имаме модерен закон. Тука е воведување на вакуум аспирацијата, која што се уште не се користи кај нас, или се користи парцијално, воведување на медикаментозен абортус, воведување на барем еден контрацептив на позитивната листа. Ние го имавме до некоја година, ама тој наеднаш исчезна. Воведување на сексуално образование, за да абортусот не ни биде средство за контрацепција. Никој не сака да имаме голем број на абортуси. Голем број на абортусите се поради лошо гинеколошко следење на жените. Дури на околу 50% од нив. Затоа мораме да го напредиме сексуалното и репродуктивно здравје и грижата на жените и сите овие социјални карактеристики кои што ги спомна Дамјан. Вработување, еднаквост на мажите и жените. Знаете, некои истражувања покажуваат дека условно кажано здравите деца, тоа е малку ограничен термин, меѓутоа најстрикните семејства се оние во кои што жените и мажите се рамноправни и имаат добри кариери. Може има тензија помеѓу нив, се караат, ама се барем на некоја рамноправна основа и требаме да се стремиме кон едно такво општество, во кој што ќе имаме семејства на рамноправни мажи и жени. И да не заборавам, мажите мора да се вклучат во оваа приказна. Значи мора да се вклучат затоа што имаме битка во која што се создава слика за некои си таму феминистки. Феминистките се жени кои што бараат социјална правда и еднаквост. Тоа за кое што сите ние треба да се бориме. Така што не се плашете од феминистките и приклучете им се во нивната борба. Фала ви. Благодарам, ова е навистина позитивно да се слушне од ваков апел од маж, бидејќи не многу често ни се приклучуваат во вакви дискусии мажи, но се надевам дека ова ќе биде кршење на мразот и дека во иднина се почесто заеднички ќе ги дискутираме овие теми, бидејќи во семејството сме заедно и во животот сме заедно. Сите овие работи кои што ги досега ги разговаравме не водат кон заклучокот дека има голем родов јас во Републиката, а впрочем и податоците го говорат тоа. Имено во Македонија има најголем родов јас во цела централна и југоисточна Европа. Родовиот јас во Македонија е 0,49, во Албанија е 0,54, во Словенија е 0,61, во Латвија е 0,70. Значи убедливо сме најлоши, стоиме најлошо на полето на родовата рамноправност во Централна и Југоисточна Европа. И јас пак ќе се навратам малку кај економската улога на жените, во работните организации и работните односи. Имено уште еден податок ќе кажам и ќе дадам збор на Радмила. Во границата на работници кои што земаат од 20 до 25.000 денари месечна плата, 36% се жени, а 64% се мажи. Тој процент станува уште полош во однос на жените кога одиме кај плата од над 40.000 денари. Таму само 23% од вкупно сите работници кои што примаат месечна плата од над 40.000 денари, 23% се жени, а 77% се мажи. А каде се податоците кои што претходно ги збореше Дамјан, дека дури повеќе, поголем дел од дипломираните се всушност жени? Повели Радмил.
Благодарам, Маринела. Еве да почнам со чувството дека ова ми е прв пат да дискутирам на панел за женски права, родови права, како и да го крстите, а на кој што седат двајца мажи. Така што честитки, благодарност. Мислам дека дефиницијата на добро општество, ако си ја давам јас, ќе биде општество во кој се борам за туѓите права, за правата на оној другиот. Кај нас некако дозволивме сите да бидеме ставени во неколку калапчиња. Ако сум ром, ќе се борам за ромски права, ако сум жена, ќе се борам за женски права, ако сум невработена, ќе се борам за правата на невработените, ама оттаде зидот нема да гледам. Мислам дека секоја од овие групи има потреба да биде солидарна и има потреба да се бори заедно за едно општество во кое редот ќе биде поинаков од овој што го имаме сега. Ајде да почнам многу политички. Македонија мора да добие преодна влада која ќе ги организира следните избори. Ама, ова го кажувам, а не бегам од темата. Македонија меѓу останатите точки мора да добие друга влада, затоа што е срамота во 21 век да имаме една министерка. Никогаш во последниве 10 години, 15, тоа не ни се случило. Дури и кога тргнавме со мерките на воведување на квоти во собрание на локална самоуправа, цело време ни остануваше сива зона. До ден денеска не сме ја исправиле. Не мрдна Македонија ниту во еден момент од повеќе од 3 министерки во владата. И повторно се враќаме на истиот стереотип. Ке имаме многу со високо образование, ама шефот ќе биде маж. Ке имаме многу во научни институти, ама ректор, декан најчесто ќе биде маж. Тој тип на односи хиерархиски во општеството, не сакам да се лажеме, нема да се промени преку ноќ. Кога ќе погледнете и надвор од Македонија, дури кога ќе погледнете и во скандинавските земји, ќе видите дека и таму има проблем. Она што нас не хендикепира е што го гледаме проблемот и велиме, бе така е, наследство од Отоманската империја. Колку стотици години поминаа и ние се уште се вадиме на менталитетот. И тука апсолутно се согласувам. Една католичка Шпанија со огромен патриархален систем, лека полека ја кршеше граѓанскиот сектор и да бидеме искрени, ја кршеше левицата. И дојде во ситуација половината од министрите да бидат министерки. И дојде во ситуација абортусот да не се смета за прашање од кое ќе бегаат политичарите. Македонија се уште не е таму. Ама лека полека со оваа кампања на менување на вредности, во право е Драшко кога вика ќе почнеме да се плашиме да зборуваме на таа тема. Демек вие зборувате за убиство. Не, ние зборуваме за убиство на моралот. За убиство на моралот во кој некој ти пропишува како да живееш, со кого да живееш и на кој начин да носиш одлуки во животот. Сите статистики, сите искуства ни кажуваат многу јасна лекција. А тоа е дека најголемиот наталитет не се случува во конзервативните држави кои наметнуваат односи на подреденост. Напротив, наталитетот расте во Шведска. Наталитетот е голем во државите кои што обезбедија силна позиција на жената и кои што не ја тераат, туку и овозможуваат да има и семејство и повеќе деца. Проблемот кој го имавме кога дебатираме во собрание и кога дебатираме на телевизија, па дури и вака, е дека јазот помеѓу она што се бара од жената, Жанам ни пропишале точки, и она што и се овозможува е преголем. Имаш една приказна или една реченица, ја прочитав одамна кога бев во Норвешка, ова чисто дека не и таму се идеално, до ден денеска го памтам и до ден денеска го повторувам. Велеше вака: целата куќа мирисаше на штотуку испечени колачиња, беше безпрекорно чиста, децата беа спастрени, лекциите им беа завршени, домашното напишано, мажот беше многу среќен и задоволен, целата задача за работа завршена, кога дојде брзата помош да ја земе жената. Тој тип на општество е општество на несрекни мајки, несрекни и мажи и апсолутно несрекни деца.
И додека тоа го решаваме со реклами, нема да ни оди. Додека го решаваме со забрана за абортус, нема да ни оди. Но сите системи покажуваат дека има начин како тоа чекор по чекор да се менува. Јас ќе почнам од некои од прашањата. Бројките за невработеност и неактивност на жените се страшни. И ако ги погледнете неактивноста на жените во најактивните години, речиси 2:1 со мажите. Зошто? Заради тоа што треба да донесат одлука. Ќе одат на работа за 12.000 денари, кај ќе го остават детето? Ако платат жена да го чува, толку ќе отидат сите пари на плаќање на жената. Градинките, дури и процентот кој што беше спомнат, е само вака во воздух. Тоа ги опфаќа и оние деца кои што одат 1-2 часа во малите групи кои што ги направија позитивно. Е подобро и мала група отколку ништо. Инаку, процентот на деца кои што се сместени во градинка, добиваат предучилишно образование и овозможуваат на мајката на работи, не е повисок од 15%. И во таа смисла, сите други жени се дискриминирани, бидејќи се смета дека нивна е задачата. Затоа едно од клучните прашања кои што мора да ги отвориме е како брзо да ја промениме можноста да се згрижат децата. И при тоа да не биде чување на деца. Оти на децата им треба грижа, не им треба чување само. Во државните градинки знаете каква е состојбата. Особено во Скопје, бројот на деца во група со 2 негувателки е над 25. Какво образование, какво воспитување, каква грижа за децата. Затоа, она што ние го зборувавме при подготовка на платформата уште минатата година, е дека нашата цел мора да биде да обезбедиме сместување барем и грижа барем за 50% од сите деца во Македонија на возраст од 4 до 6 години пред да влезат во образовниот систем. А таа грижа да подразбира вистинско сместување, грижа во мали групи кои што се прифатливи за такво нешто. Но не е само тоа. Погледнете го текстилот. Единствената гранка заедно со кожарска индустрија за која што минималната плата важи, ама после неколку години. Најголемиот дел од вработените во текстилниот сектор се жени. Колку часа работат? Во колку смени работат? Дели од новите фабрики со минимална плата истото прашање би го поставиле. Каде тие жени да ги остават своите деца? Ако не зборуваме за градинки во 2 смени, повторно ќе дискриминираме жените. И на крајот на криштата, право е, ако не го менуваме малку и семејството, промените во општеството ќе бидат невозможни. Според некои светски статистики, 11.000 милиарди американски долари е трудот неплатен на жените на земјинава топка. Не можам бројката, не знам кој, 11.000 милиарди. Тоа е се оние 4 часа за кои што зборувавте дома, и тоа е она што ја дискриминира жената да прави било што друго освен неопходниот минимум. Не можат да останат 1 саат подолго на работа за да станат утре раководител, директор, заради тоа што детето некој треба да го земе од градинка. Не можат да одат на партиски состанок и утре да станат советнички, пратенички, председателки, заради тоа што некој треба да го реши проблемот, задачите дома. И да бидам искрена, тука и партиите не сме многу за фалби. И сега ќе ви кажам лични искуства. Искуство број 1. Пред неколку години една наша пријателка, колешка, другарка го спомна прашањето кај да ги оставиме децата кога ќе идеме на состанок на уопштина. Се изнасмеа најголемиот дел, вклучително и некои жени. Не е тоа смешно прашање. Пример број 2. Пред повеќе од 10 години една пратеничка не можеше да си го внесе своето малолетно дете во собрание, бидејќи не ја дадоа службите. А при тоа собранието се подразбира дека треба да може да работи и до 6, и после 6, и во сабота, и во недела. И тогаш, мислам дека беше идејата на Каролина, не ја гледам, ама ќе ја спомнам, беше кажано дека треба да се размислува за мала група градинка во собранието за оние кои што ќе бидат 30 барем проценти жени. Се изнасмеа и додадоа па и да зборуваме за, како се вика, вежбална во собранието. И се тоа заврши на ниво на шега. 10 години подоцна, знаете кој е резултатот? Вежбална во собранието има, ама за градинка уште се срамиме да зборуваме. Се додека е така,
ќе имаме малку советнички, на минимумот законски, пратенички толку колку што мора и многу малку министерки или да не зборувам за градоначалници. Заради тоа, мислам дека треба да испраќаме постојано пораката. Квотите ја подобрија ситуацијата. Квотите нема да ни ја решат, да ни го решат целиот проблем. И заради тоа партиите, особено овие кои што се наоѓаат на левицата и граѓанските организации кои што работат на оваа тема, мора да почнат да ги нервираат сите останати и да го враќаат прашањето назад на дневен ред. Мислам дека има луѓе кои што сметаат дека е тоа апсолвирано, не е. Мислам дека има луѓе кои што велат тоа е луксус, не е. И се додека не сме гласни, нема да мрднеме од мртвата точка. Има многу прашања за кои што денеска сакавме и се договаравме да зборуваме, нема, се надевам низ прашањата ќе стигнеме, ама последното кое што сакав да го кажам е токму се однесува на нашата обврска како опозиција. Не само да ветиме промена на законот. Не само да ветиме, и ова е прашање за кое што не треба да има преговори, дека не може да има позитивна листа на Фондот за здравство без да се решава крупно прашање на жените. А тоа е правото на орална контрацепција која единствено може да ни го реши проблемот со преголем број на абортуси, сега веќе и нелегални. Мора да почнуваме да зборуваме за повторно промена на вредностите во една друга смисла. Каква е нашата улога, не само како жени, каква е нашата улога како свесни граѓани кои што знаат дека среќно општество е среќно општество на исполнети луѓе, мажи, жени подеднакво. Пред неколку години го променија законот за да со пари стимулираат многу деца. Сега пред неколку недели видовме кој е резултатот, но можевме и да го предвидиме. Истата мерка, со пари да стимулираш поголем наталитет, во Англија е пробана, ако не се лажам, 18-тиот век. Некој од нивните кралеви решил дека му требаат повеќе војници за војните и стимулирал раѓање на повеќе деца. И рекол, ќе ги наградувам со пари тие семејства. Еден англиски економист седнал и математички докажал дека резултатот нема да биде поголем наталитет, но ќе биде поголема сиромаштија. Математички. И во таа 18 вековна Англија со монарх и кралот знаел да рече пред фактите и боговите молчат. И се повлекол. Нашата влада не се повлече и податоците кои што излегоа пред неколку недели покажаа дека во Македонија е покачена сиромаштијата во семејствата со 3 или повеќе деца. Секој кој бил на терен знае зошто е тоа така. Ќе ви кажам мое лично искуство пред 2 години кога бевме во посета на Долнени. Разговарав со една млада жена, девојка, која што туку се породила со трето дете и која не може да го земе додатокот за трето дете. Зошто? Заради тоа што немала 4 гинеколошки прегледи, затоа што дури и тие што ги направила немала документација и на крај детето дошло, ама владината помош не доаѓа. И тие се двојно излажани. Излажани се затоа што рекле еве ќе имаме помош, излажани се заради тоа што во најтешкиот момент помошта ја нема. И од тие причини мислам дека е клучно време за да почнеме да дискутираме за тоа на кој начин да им дадеме шанса на многуте жени и мажи што сакаат реално да имаат повеќе деца, ама секој ден велат не е времето. Оти породилното касни, оти условите се тешки затоа што не знаеме каде ни се движи оваа наша држава. Затоа од зборови на дела, од најави на конкретни политики кои што ќе им помогнат на жените. Ние како левица, ние како социјалдемократи сме оние кои што ќе мораме да покажеме дека прво и во својата партија, а потоа и во дебатите со граѓанскиот сектор сме спремни не само да навиваме, туку сме спремни и нешто конкретно да испорачаме. Ви благодарам. Благодарам. Сега, почитувани пријатели, вие сте на ред. Се надевам дека имате прашања. Можете да се приближите овде.
Да, може вака. Добро. Да се представам, доктор Наце. Јас сум хирург, но би почел од сите теми, би ги опфатил чисто како дискусија и како додаток на се ова што го чувам, што го слушнам. Ке почнам од жените ромки, но не се жени ромки, тука е ромската популација, тука се деца, тука се фамилии. Мене ме фрапира еден податок, што го кажа жената, ако во Шутка има 15.000 жени, ќе молам без гинеколог. Пазите, јас сум хирург во Велес. Велес е, мислам, комплетно збринат заедно со околијата на сите полиња. А пазите, у главниот град, близу ова, да речеме, влада, бела налик, но црна подела. Живеат 15.000 ромки. Ќе молам. Извинете. Велиме закони, велиме партии, велиме влада. А само до владата толка број на народ не збринат. Па само еден лав да немаш, ќе се збринеат тие жени. А да не зборам други споменици. И ваму зборуваме за право на жена. Жените во нашата држава немаат никакви права. Ако одиме систематски, да, имаат. Вработени се, има и министри, имавме ние и премиер жена. Малку, ама премиер. Као таа вика, малку е трудна, ама е трудна. Значи, вака, да не се расплинам во дискусијата, да кажам дека ромите е греота за една власт, да не ги збрине. Јас сум сензитивен овака за нив, затоа што безброј роми јас сум оперирал. Немале книжки, имале книжки, па сме ги спровирале така, и бидејќи власта нема книжка, не може. Но се надевам дека оваа нова влада, што ќе дојде, кај да е, нели? Се надевам. Ромите ќе си го добијат своето место, иако да се разбереме, преди 15 години ромите беа далеку у полоша состојба. Сега има и учени роми и ромки, и еманципирани. Не е само да ги еманципираш или да им помогнеш вака или така. Државата мора да се грижи за секој еден. Па ромите не се надвор од државата. Па тие се гласови. Амди Бајрам која иде таму, која иде да брка гласови, брка и од вас, бара и од вас. Па вие му ги давате на Амди Бајрам. Амди Бајрам, зошто го нагласувам? Го ставам у наводници. Тој дојде во собранието со 300 манипулации, баш со вас. И да не должам, со вас ја завршам, се надевам дека новата власт ќе ве погледа вас не само како жени ромки, како фамилии. Вие не сте само жени, ви имате деца, ви имате мажи, вие треба да живеете. Значи се надевам дека идната власт, која што секако ние ќе ја створиме, ќе се осврне на сите роми. Така ли е? Се надевам дека ќе биде така.
Втората тема, морам да идам тема по тема, па после може да дискутирате. Ова ми беше многу сензитивна тема и се извинувам. Веднаш... сега ќе бидам краток. За абортусиве. Во бивша Југославија, јас сум пензионер доктор, да ви кажам, абортусите не биле проблем. Зошто? Имало индикација медицинска, а она другата индикација никој не му бранил на полнолетна жена, девојка, да абортира. Комисија имало само за тие медицински индикации или малолетни лица, малолетни женски деца, кај што морало родителот да знае и да даде дозвол. Значи не е бил проблем абортусот. Па имало и контрацептиви у тоа време, многу лесно се доаѓало. Ако сега нема контрацептивни средства на позитивна листа, што треба да има, ја не знам. Па у сите цивилизирани земји го има тоа, тама работа. Исто и со сексуалното образование. Ние викаме сега имаат компјутери, има се на тие компјутери. Компјутерите не зборуваат, децата само гледаат и читаат. Друго е кој ќе му кажеш, кој ќе му објасниш. Сексуалното воспитување не се чита, не се гледа, тоа се кажува со зборови, со дискусии. И ќе завршам со тоа. Да, благодарам. Само да уште една мисла дайте. Има многу луѓе. Дайте ми една мисла. Една мисла што ќе еден предлог мој до Шекеринска, госпожата Радмила Шекеринска и ја као доктор, идниве влади би требало сите што ќе влезат у влада на високи положи, министри, заменици, да донесат лекарско уверение од специјална комисија која ќе ја формира државата за да му издаде документ дека може да раководи со народ. Па они раководат. Па чекајте, ќе ве молам. Добро ви благодарам. Има многу психопати што раководат. И да завршам. Ова е предлог, да знаете, до госпожата Радмила. Сите треба да имаат лекарско уверение дали можат да обавуваат такви функции, као што сите одат на работа и бараат лекарско уверение. Фала ви, извинјавајте ако бев малку долг. Ништо, докторе, во рамките на 15 минути сте мој термин, како што е кај докторите сега. Јас сум економист. Мене економистка, се извинувам да сме родово сензитивни. Ги поздравам сите панелисти, прекрасно видување од своите агли. Мене ми е малку жал што немавте жена предприемач. Значи, во новата влада, која што се надевам дека ќе биде сензитивна да женските предприемачки права, да се обрне внимание на можноста жените да водат собствен бизнис поради традицијата, некоја спомна традицијата во општеството, женските деца кај нас не се наследници. Тука се проблемите за земање кредит, куќата е на братот или на сопругот. Само тоа сакам, значи женските предприемачки права, мислам дека се тоа права и ова околу родовото, околу наследното право. Благодарам. Благодарам. Радмила повери за краток коментар, а воедно има Радмила дебата на Нова ТВ во 19:30, за тоа впрочем и ве замоливме да бидете малку пократки. Повели. Јас се извинувам, ќе заминам и ми е жал што еден дел од дебатата ќе го пропуштам. Меѓутоа ова прашање е многу важно. Сите анализи дури на Светска банка и на многу други институции покажуваат дека секој денар вложен во женско предприемништво многу повеќе се враќа. И тоа не само како економски аутпут, туку дека многу од парите, 90% од парите што жените ги заработуваат, влегуваат во семејството. Сега нема да ги критикувам мажите, ама за жал светските податоци велат дека кај мажите тој процент е 40. Кај нас се подомаќини нашите мажи, ама без разлика. Сакам да кажам дека на ова прашање многу внимание треба да посветиме и добра е критиката, следниот пат треба да се коригираме. Јас на крај неформално, бидејќи немаше прашање, сакам да ви кажам една лична приказна кога ќе влезам во филмот дека толку многу очекувавме дека ќе отидеме напред во делот на женски права,
направивме квоти, а видовме дека жените што влегоа во собрание за квоти баш и не се борци многу за женски права. И кога ќе бидам песимист, се сеќавам на една споредба во моето детство и денес. Се сеќавам како кога растевме две сестри, не се соочувавме со дискриминација. Сепак сме биле дел од една средина во која што и женските биле и подобри во школа, имале сите шанси, ама од време на време мајка ми ке речеше: "Абе ве жалам што се двете женски, потешко ќе ви биде во животот." И претпоставувам и дека била во право, меѓутоа се сеќавам јас кога чекав да добијам дете, единствената мисла што ја викав, па некако повеќе сакам да имам ќерка. Така што можда во овие 40 години работите и на позитивно се промениле и дека она што ни се случи во последните 4, 5, 6 години сепак е мала историска одсечка која ќе знаеме брзо да ја коригираме. И во тоа име затоа се извинувам што морам да заминам и ви честитам на многу добрите коментари. Благодарам. Сега ние можеме да продолжиме со вашите прашања и коментари. Повелете. Жане? Ајде, добро. Добре, постаните. Добар ден на сите. И ова тема е прекрасна. Меѓутоа ја имам едно прашање до сите вас. Дали знаете што значи термин чиста постела? Терминот чиста постела е кога мајката ќе роди својата ќерка, ќе ја израсне и ќе ја спреми за незиниот иден сопруг. Но колку таа постела била извалкана? Станува збор за намалување, на страшното намалување на моралот. Имаме списанија каде што имаме преполни со еротски содржини. Имаме телевизиски преноси каде што имаме апсолутно со еротски содржини. Дали сакаме ние таквата жена да ја гледаме? Жената е убавина на планетата Земја во кај што треба да ја се даде голема почит. Она е столб во домот. Да не е жената, се ќе пропадне. Мажите се тие што водат војни. А ако гледаме во историјата на човештвото, жената е таа што најмногу избалансирала. И најмногу се жртвувала за се и сешта. Ние мораме да го научиме моралот на однесувањето као прво. Ако ќе го научиме сето тоа, тоаш пристојноста ќе дојде до изражај. И кога ќе дојде до изражај, тоа сексот нема да ни биде на нам забава, туку тоа ќе го чуваме за оно што го сакаме. Станува збор за љубов. Кога тоа ќе се воздигне, тогаш ние нема да имаме потреба да ја малтретираме жената со абортуси. Јас ви благодарам. Дали имате конкретно прашање или завршивте? Да се зголеми само моралот меѓу луѓето и да се води кампања врска со тоа. Апел. Благодарам. Имаш и тука прашања, повелете. Дали ме слушате? Во ред. Да излезе дека дебатата, затоа што се однесува баш директно за здравјето, сите доктори се јавуваме за збор, колегата беше интернист, а јас сум интернист, колегата беше хирург. Значи јас бев на една конференција што организираше Хера по повод законот за абортус и би сакала да го надополнам Драшко. Со донесувањето на овој закон се кршат правата од два закони. Прво, правото за заштита на пациентите, законот за заштита на правата на пациентите, во кој децидно стои дека пациентите можат да одбијат да добиваат информации за сопственото здравје, освен во живото загрозувачки ситуации кои што имаат итност и од кои зависи дали ќе преживеат или не. Што значи, жената има право да одбие советување пред абортус. Затоа што според новиот правилник во последниот закон за абортус, ова советување е пристрасно. Како што кажа Драшко, ги го пуштаат на ехото новите на бебето, за да ја врзат на некој начин мајката да кај неја проработи она мајчинско чувство и да се зголеми вината дека таа убива еден нероден човечки живот. Значи тоа би требало да престане. Тоа кога би влегле во парламент ќе се бориме да биде укинато тоа начело, односно тој дел од законот. Понатаму со новиот закон за абортус
си има директно кршење на уставно загарантираните човекови права. Зошто? Секој човек има право да управува со својот личен интегритет, да се грижи и да го унапредува своето здравје, меѓутоа и да го планира собственото репродуктивно здравје, односно да управува колку деца ќе има. Јас кажав на дебата и повторно ќе повторам. Како мајка, како жена, меѓутоа и како мајка на 2 женски деца, јас би сакала да го имам правото јас да одлучувам колку деца ќе имам, кога ќе имам и со кого ќе ги имам. Тоа го посакувам и за идните генерации. Значи, би се бореле да ова право, да овој закон биде коренито променет. Понатаму, во однос на трошоците. Лесно е на жените кои се бремени и кои сакаат да ја прекинат бременоста, живеат во Скопје, да тоа право го реализираат, дури да дојдат до комисиите на клиниката за гинекологија и акушерство. Кажете ми што со моите пациентки од Берово, Пехчево, од Делчево, од провинцијата, на кои им треба многу време, придружник и многу финанси, прво да закажат, па потоа да дојдат на еден преглед, па на консултација, па на одобрување, а сето тоа го продолжува времето кога е одобрена медицинската индикација за прекин на бременоста. Така да многу несакани бременности завршуваат со раѓање на деца. Значи, тоа е друга работа со која би сакале ние да се избориме. И на крајот ќе завршам, затоа што сите дискутанти беа прилично долги, бидејќи ова и текако не засега сите нас. Мене многу ме иритира што при носењето на овој закон колешките пратенички од власта, од ВМРО ДПМН, не успеа прво да ги убедат своите сопартици дека овој закон директно ги крши нивните права. Значи тоа не сме да се дозволи, да жените не успеат да се изборат самите на себе. Овие проблеми можеме да ги надминеме со воведување на сексуалното образование, почнувајќи од завршните години на основното образование и преку цел процес на средното образование, се разбира, со посебен осврт на контрацептивните средства и механизми кои се разбира како превенција ќе ги намалат последиците од абортус. Со законот за абортус, жените се упатуваат индиректно на криминален начин на прекин на бременоста, кој па води до компликации заради нестерилниот начин на нивна избедба и ништо не сме постигнале. Ви благодарам. Благодарам. Дали има и други прашања, коментари? Во ред. Доколку нема, дали Драшко би сакал да искоментираш нешто, бидејќи немаше прашање, имаше коментар само. Можам само да дополнам. Работи добро. Мислам, благодарам за дополнувањата. Само сакам да кажам дека кога зборуваме за сексуалното образование, често го споменуваме, меѓутоа станува збор за образование кое што често се плашиме од тоа, најчесто луѓето мислат дека треба да ги учиме децата како да имаат љубовни врски. Не, значи сексуалното образование е повеќе за здравје, повеќе за ненасилни односи, повеќе децата да ги информираме и ова што спомена претходниот говорник, како треба да се одвиваат работите, за сето она што ќе го видат на интернет или ќе го дознаат од некое друго место, знаат да изберат што е добро, што е лошо за нив. Така што тој дел само сакав да го дополнам, мислам дека за законот доста е уште едно нешто, само дека на она што го споменав за вредностите. Правевме испитување на кампањата за на видеоспотовите и се уште во Македонија вредностите, убедувањата на луѓето се дека жената има право сама да одлучува за прекинување на бременоста. 67%. Ама импактот е кај младите. Значи, од оние кои што се против тоа жената сама да одлучува, околу 50% се млади до 24 години. Тоа значи дека вредностите со таа кампања се менуваат кај младите, кај идните генерации, што е многу опасно и страшно. Благодарам. Последиците од таков еден закон се опасни и страшни и може да бидат и директно по здравјето и животот на жената. Имено во поблиската историја во Романија Николај Чаушеску го забранил абортусот, што ги приморало илјадници жени да ја прават таа медицинска интервенција на нелегален начин. Тоа на крај завршило со некаде над 20.000 изгубени женски човечки животи. Значи, овде ќе ја завршиме нашата денешна дискусија. Јас ви благодарам на вас, гости говорници.
на вашите исцрпни излагања и благодарам и на публиката, на коментарите и на прашањата. И кажуваме одлучно не на оваа влада, на незиното владење во Македонија, но и на незиното практикување на континуирано кршење на сите човекови права. Едноставно сме тука да порачаме дека како политичка партија и понатаму продолжуваме да работиме на овие теми. Родовата рамноправност за нас е една од нашите идеолошки вредности. Од секогаш сме обрнувале внимание, сме предвидувале наши политики кои што биле родово одговорни и понатаму тоа ќе продолжиме да го правиме. Оваа наша денешна дискусија ја покажува нашата фокусираност на ова прашање. Уште еднаш ви благодарам.